Господине Димитриевски, денес имавте богата новогодишна агенда. Кажете ни колку новогодишни пакетчиња обезбеди општина Куманово за оваа година и каде продолжувате утре со пакетчињата? Значи, традиционално секоја година пред празниците, пред Нова година, Божич, општина Куманово обезбедува поголем број на пакетчиња за деца и ги посетуваме дневните центри за лица со посебни потреби и дополнително и децата без родители кои што доаѓаат во посета на општина Куманово и Дедо Мразот им врачува пакетчиња. Оваа година исто така обезбедивме и поголем број на пакетчиња за лицата од ниската социјална средина на граѓаните на општина Куманово. Еден дел ќе бидат поделени преку невладините здруженија и организации и на децата роми и на други наши сограѓани, се со цел, ете, во пресрет на овој празник, барем на момент, да им го проубавиме детскиот жагор и живот и на нив, и на нивните семејства. Оваа година општина Куманово нема да има традиционално новогодишно китење. Рековме дека тие средства ќе се заштедат и следната година ќе бидат инвестирани во еден енергетско ефикасен проект, а тоа би бил проектот поставување на соларни панели на градскиот базен, каде што ново јавен објект би се направиле поголеми заштеди во делот на потрошувачка на електрична енергија и тоа би бил еден наш допринос за енергетската криза.